Уредувањето на домот е единствена можност да го обликуваме просторот во кој живееме според сопствениот вкус, потреби и начин на живот. Изборот на подни облоги може многу да влијае на целокупниот изглед на интериерот, а во целата понуда паркетот се издвојува како елегантно, долготрено и природно решение. Кога станува збор за дизајнот на интериер, секоја одлука од избор на бој над зидовите, распоредот на мебел до деталите како осветлување и декор има своја важна улога. Сепак, една од најважните, но често потценети компоненти на интериерот се подните облоги. Тие не само што се функционален елемент, туку основа за визуелниот идентитет на домот. Во овој контекст, паркетот се издвојува како елегантно, долготрено и природно решение, кое ги обединува естетиката и функционалноста, без разлика дали се работи за модерни, рустикални или класични простори. Во современиот начин на живот кој подразбира брза динамика и повеќе наменско користење на просторот, подните облоки мора да одговорат на различни предизвици. Тие мора да бидат отпорни на абење, лесни за одржување и пријатни за одење, но и доволно неутрални да бидат визуелно привлечни, а во исто време да му дадат карактер на просторот. Паркетот е тој што успева да ги усогласи овие барања, бидејќи благодарение на природните материјали и можноста за персонализација, овозможува широк спектар на апликации. Достапен е во различни нијанси, дебелини и завршни облоги, но лесно се вклопува во минималистички стан и топла семејна средина. Покрај тоа што дава чувство на топлина под нозете, паркетот значително придонесува за акустика на просторијата, намалувајќи го ехото и бучавата. Купувањето на паркет е инвестиција која бара промислен пристап, бидејќи не се менува често, а директно влија и на квалитетот на живот во просторот. При изборот треба да обрнете внимание на неколку клучни аспекти. Видот на дрвото игра важна улога. Дабот најчесто се препорачува поради неговата отпорност и естетика, додека брезата, буката и јасенот нудат посветли тонови и полесен изглед. Дебелината на паркетот го одредува бројот на можни планирања, што значи подолг работен век. Завршувањето е исто така важно. Паркетот со масло дава природен изглед и е полесен за делумно обновување, додека лакираниот паркет нуди поголема заштита. Сертификатите за потекло на дрвото, еколошките стандарди и гаранцијата се дополнителни знаци на квалитет. Подните облоги го даваат тонот на целиот простор. Нивната боја, текстура и сјај влијаат на тоа како ја перцепираме големината и топлината на просторијата. Посветлиот паркет го прави просторот повоздушен, додека потемниот носи чувство на стабилност и луксус. Со комбинирање на различни образци и начини на поставување на паркетот, можно е визуелно да се зонира просторот, да се нагласат одредени агли и да се создадат безпрекорни премини помеѓу собите. Покрај визуелниот впечаток, паркетот има и функционални предности. Штити од студ, пријатен е на допир и не предизвикува алергии, што е особено важно за семејства со деца или домашни миленици. Дополнителна погодност е можноста за поставување на подно грејење под одредени видови на паркет, што дополнително ја зголемува удобноста. Откако ќе инвестирате во квалитетен паркет, важно е да го одржувате правилно, за да го задржи својот изглед и функционалност долги години. Редовно чистење со правосмукалка и бришење со мека, малку влажна крпа е доволно за секојдневна нега. Треба да се избегнуваат силни хемикали и абразивни материјали, бидејќи можат да ја оштетат површината. Се препорачува да се користат заштитни влошки под мебелот и да се избегнува одење во чевли со тврд ѓон. Паркетот од време на време може да се освежи со специјални производи за нега на дрво, а по неколку години може да се избруси и повторно да се премачка со масло или лак, давајќи му сосема нов изглед. Во време кога се повеќе се прават напори за одржлив начин на живот, природните материјали, особено дрвените подови, добиваат на значење. Паркетот, особено оној кој доаѓа од одржливи извори, има мал еколошки отпечаток. Неговиот долг работен век и можност за реновирање ја намалуваат потребата за замена, што на долг рок представува заштета на домашниот буџет. Покрај тоа, дрвото дише, ја регулира влажноста во просторот и придонесува за поздрава животна средина. Со инвестирање во квалитетен паркет, вие не инвестирате само во естетика, туку вие инвестирате во здравје, удобност и вредност на вашиот дом.